Човек во футрола. На самиот крај од селото Мироносицко, во плевната на кметот Прокофиј, се сместија на преноќување задоцнети ловџии. Беа само двајца, ветеринарот Иван Иванич и гимназискиот професор Буркин. Иван Иванич имаше можне чудно двојно презиме, Чимша Хималајски, кое воопшто и не му прилегаше, па затоа сите во губернијата го викаа по личното и татковото име. Тој живееше во приградието покрај една ергела, а беше дојден на лов за да подише чист воздух. Професорот пак Буркин секое лето им беше гостин на грофовите П, така што тој одамна беше свој човек во местноста. Не спиеја. Иван Иванич, висок, слабичок старец со долги мустаќи, седеше однадвор кај влезот и пушеше луле. Месечината го осветлуваше. Буркин лежеше на сеното внатре, па не се гледаше во темнината. Раскажуваа разни истории. Меѓу другото зборува и за тоа дека жена му на кметот Мавра, здрава и умна жена, си од свој живот не излегла подалеку од своето родно село, никогаш не видела град, ниту пак железница, а во последните 10 години си седела зад печката и само навечер излегувала на улица. Што има тука чудно, рече Буркин. Луѓето што по природа се осамени, кои како ракот самец или полжавот настојуваат да се вовлечат во својата корупка, не се малку на светот. Може би се работи за атавизам, враќање кон времето кога предците на човекот се уште не биле општествени суштества и живееле осамено во своите пештери. А може би се работи за еден од видовите човекови карактери. Кој знае? Јас не сум природонаучник и мене не ми е работа да се занимавам со такви прашања. Само сакам да кажам дека луѓето како Мавра не се ретка појава. Не треба да одиме подалеку. Пред 2 месеци во нашиот град умре еден Беликов, професор по грчки јазик, мој другар. Се разбира, сте слушнале за него. Тој беше препознатлив по тоа што секогаш, дури и кога времето беше убаво, одеше со калјачи и со чадор и со ватиран топол капут. И чадорот му беше во футрола, и часовникот во футрола од сива превртена кожа, а кога го вадеше джебното ноже за да го наостри моливот, и тоа беше во футрола. Би се рекло дека и лицето му беше во футрола, зашто постојано го криеше во кренатата јака. Тој носеше темни очела, фланелна подкошула, во ушите ставаше памук и кога се качуваше во кочија бараше да го кренат покривот. Со еден збор, кај тој човек можеше да се види постојан и неодолив стремеж да се обвива, да си направи футрола, што би го одделила и би го заштитила од надворешните влијанија. Реалноста го нервираше, го плашеше, го држеше во постојан немир и можеби, за да ја оправда својата плашливост, своето гнасење кон сегашноста, тој постојано го фалеше минатото, па дури и она што не се ни случило. И древните јазици што ги предаваше за него всушност беа калјачи и чадор во кој се криеше од стварноста. Ах, колку е звучен, колку е прекрасен грчкиот јазик, велеше тој со сладок израз и како доказ за своите зборови, замижувајќи и кревајќи го прстот, изговараше Анхропос. Беликов се обидуваше да ја скрие во футрола дури и својата мисла. За него беа јасни само наредбите и статиите во весниците во кои се забрануваше нешто. Кога во наредбите им се забрануваше на учениците да излегуваат надвор по 9 часот навечер, или кога во некоја статија се забрануваше телесната љубов, тоа за него беше јасно, определено, забрането и крај. Во одобрувањата пак и во дозволувањето, за него секогаш се криеше некаков сомнителен елемент, нешто недокажано, нешто нејасно. Кога во градот ќе беше одобрен драмски кружок или читална или чајджилница, тогаш тој ќе заклатеше со главата и ќе кажеше тивко: да, сето тоа е прекрасно, ама да не бидне нешто. Секако вид нарушување, отстранување, отстапување од правилата го доведуваа во тага, иако би се рекло што му е нему грижа за тоа.
Ако некој од другарите задоцнеше на молитва или ако допреше глас за некаков истап на гимназијалците или ако ја виделе класната раководителка доцна навечер со офицер, тогаш тој многу се возбудуваше и постојано зборуваше да не бидне нешто друго од тоа. А на педагошките совети тој просто не давеше со својата предпазливост, сомневања и со своите чисто футролски размислувања во однос на тоа дека вели, во машките и во женските гимназии младите се однесуваат лошо, многу вреват во училниците, само да не дојде до началството, да не бидне нешто, и дека кога од вториот клас би го исклучиле Петров, а од четвртиот Егоров, тогаш би било мошне добро. Тој имаше чудна навика да оди по нашите домови. Ќе дојде кај некој наставник и седи и молчи како нешто да наблюдува. Ќе си поседи така молкун час-два, па ќе замине. Тоа кај него се нарекуваше да одржува добри односи со другарите. И очигледно да доаѓа кај нас и да си седи му беше тешко, но наминуваше само зашто го сметаше тоа за другарска должност. Ние наставниците се плашевме од него. Дури и директорот се плашеше. Замислете, нашите наставници се луѓе што мислат, многу честни луѓе, воспитувани на Тургенев и Щедрин, но сепак овој човек, кој постојано одеше во калјачи и со чадор, ја држеше в раце гимназијата цели 15 години. Само гимназијата ли? Целиот град. Нашите дами во сабота не правеа домашни представи, се плашеа тој да не дознае. Дури и свештенството се срамеше пред него да јаде мрсно и да игра карти. Под влијание на таквите луѓе како Беликов, во нашиот град последниве 10-15 години почнаа да се плашат од се. Се плашат да зборуваат гласно, да праќаат писма, да се запознаваат, да читаат книги, се плашат да им помагаат на сиромашните, да ги описменуваат. Иван Иванич, сакајќи да каже нешто, се закашла, но најпрво си го запали лулето, погледна кон месечината и дури потоа со прекини рече: да, луѓе што мислат, средени, ги читаат и Щедрин, и Тургенев, некакви си Боклевци и слично, а се подчиниле, трпеле. Па тоа е тоа. Беликов живееше во истата зграда во која живеев и јас, продолжи Буркин, на истиот кат, врата спроти врата. Често се гледавме и бев запознаен со неговиот домашен живот. И дома беше истата историја. Наметка, шапка, капаци, резиња, цела низа најразлични забрани, ограничувања и секако да не бидне нешто. Тој немаше женска прислуга зашто се плашеше да не помислат нешто лошо за него, но го имаше готвачот Афанасий, 60 годишен старец, што никогаш не беше трезен и малку беше чукнат, кој некогаш служел како ординарец и знаеше нешто да сготви. Тој Афанасий обично стоеше наврата со скрстени раце и секогаш издишувајќи се мрмореше едно исто: многу од нив се размножија денес. Беликов имаше малечка спална како сандак, а креветот му беше со завеса. Кога легнуваше да спие, тој се покриваше преку глава. Беше жешко, задушливо, ветерот удираше во неговата врата, во печката бучеше, од кујната се слушаа издишки на кобење. Нему му беше страв под покривката. Тој се плашеше да не излезе нешто, да не го заколе Афанасий, да не дојдат кратци, а потоа цела ноќ ќе имаше кошмари и наутро, кога одевме заедно кон гимназијата, беше стуштен, блед и се гледаше дека преполната гимназија во која одеше му беше страшна, спротивна од она што е, и дека тоа што оди со мене на по природа осамен човек му беше тешко. Многу вреват по училниците, велеше тој, обидувајќи се така да го објасни своето тешко чувство. На ништо не личи. Можете ли да си замислите дека тој наставник по грчки јазик, тој човек во футрола, еднаш за малку ќе се оженеше? Иван Иванич брзо се обзирна кон плевната и рече: се шегувате? Да,
за малку ќе се оженеше, колку и да звучи чудно. Кај нас назначија нов наставник по историја и географија некој си Коваленко, Михаил Савич од украинците. Не дојде сам, ами со сестра му Варењка. Тој беше млад, висок, црномурен, со огромни раце и по лицето му се гледаше дека зборува во бас и вистина гласот како да му доаѓаше од буре, буб-буб-буб. Таа не беше млада, 30 на години, но исто така висока, стројна, црномурна, со румени образи, со еден збор не беше девојка, туку мармалат и една пргава вреваджика, постојано пееше украински романси и се кикотеше. Ке слушне нешто, та ќе грмне во гласна смеја. Првото, потемелно запознавање со Коваленко, помнам, се случи на именденот на директорот. Меѓу суровите, напрегнато здодевни педагози, кои и на именден одат како по должност, одеднаш гледаме нова Афродита се родила од пената. Оди со рацете скрстени наназад, се смее, пее, танцува. Таа со чувство ја испеа Ветри веат, потоа една романса, па уште една и сите немаѓепса, сите, дури и Беликов. Тој седна до неа и сладко насмевнувајќи се и рече: украинскиот јазик со својата нежност и пријатниот звук наликува на старогрчкиот. Тоа и поласка, и таа убедително и со чувства почна да му раскажува дека поседува имот во гадјачката околија, има мала фармичка, а таму живее мајка и па таму има толку сладки круши, толку вкусни дињи, тиквички. Кај украинците тиквичките се викаат крчми, а крчмите шинки и во нив се прави боршч од црвенки и сини тиквички. Толку вкусни, толку вкусни. Тоа е просто ужас. Сите ние ја слушавме ли слушавме и одеднаш ни светна една иста мисла. Убаво би било да се зема, рече Тивко, жената на директорот. На сите ни текна дека Беликов не е женет и ни се чинеше чудно што досега не сме го забележувале тоа, дека воопшто не сме имале предвид една толку важна подробност во неговиот живот. Каков е неговиот однос кон жената, како тој го решава тоа можне важно прашање. Порано, тоа воопшто не интересирало. Може би не сме ја допуштале мислата за тоа дека човек кој по секакво време оди во калјач и испие зад завеса, може да сака. Тој веќе одамна ја минал 40-тата, а таа има 30, да објасни жената на директорот. Ми се чини дека би се омажила за него. Што не се прави кај нас во провинција од здодевност? Колку непотребни и безсмислени работи. А се прави поради тоа што не се прави она што треба. Зошто ни падна идејата да го ожениме тој Беликов кој не можеше да се замисли дека е женет? Жената на директорот, жената на инспекторот и сите наши дами од гимназијата оживеаја. Дури и се разубавеа како да ја видоа целта на животот. Со еден збор, машината проработи. Излезе дека Варењка нема ништо против да се омажи. Не беше баш весело да живее кај брата си. Тие по цели денови се препираа и се караа. Еве ви една сцена. Оди Коваленко по улица, висок, здрав маж, со везена кошула, од под шапката му паѓа перче од косата на челото, во едната рака носи куп книги, а во другата дебел глуждест бастум. Зад него оди сестра му, исто така со книги. Ти бре, Михалчо, не си го читал ова, се препира таа гласно. Тебе ти велам, жими Бога, воопшто не си го читал. А јас ти велам дека сум го читал, вика Коваленко, тропајки со бастумот по тротоарот. Ах, Микајленце, зошто ми се лутиш веднаш? Па ние само си разговараме. А јас ти велам дека сум го читал, вика уште погласно Коваленко. Ако веќе им дојде некој нагости, препирката веднаш започнува. Најверојатно, таквиот живот издодеал, си сака своје ќоше, па и годините треба да се земат предвид. Нема што да се бира. Ќе се омажи за кого било, дури и за наставникот по грчки јазик. Па така е тоа. За повеќето наши госпогици не е важно за кого, само да се омажат.
Како и да е, Варењка почна да му покажува отворена благонаклонетост на нашиот Беликов. А Беликов, тој одеше кај Коваленко исто како и кај нас. Ќе си дојде, седи и молчи. Тој молчи, а Варењка му пее "Ветри веат" или замислено го гледа со своите темни очи, или пак ќе грвне во смеа. Во љубовта, а особено во женитбата, наговарањето игра голема улога. Сите, и другарите, и дамите, почнаа да го уверуваат Беликов дека тој треба да се жени, дека ништо друго не му останува во животот освен да се ожени. Сите ние му честитавме, со важни лица зборувавме разни баналности од типот дека бракот е сериозен чекор, а згора на тоа дека Варењка е убава, интересна, дека е ќерка на државен советник и има имот, а главно тоа беше првото женско што кон него се однесуваше мило, срдечно. Нема му се сврте умот и реши дека навистина треба да се жени. Тогаш требаше да му се земат калјачите и чадорот, рече Иван Иванич. Замислете си, излезе дека тоа е невозможно. Тој на масата стави портрет од Варењка и постојано доаѓаше кај мене. Зборуваше за Варењка, за брачниот живот, за тоа дека бракот е сериозен чекор, често одеше кај Коваленкови, но начинот на живот воопшто не го измени. Баш напротив, решението да се ожени на него влијаеше некако болно. Тој ослабна, побледе и изгледаше дека уште подлабоко влезе во својата футрола. Ми се допаѓа Варвара Савишна, ми велеше тој со слаба, крива насмевка. Знам дека за човека е неопходно да се ожени, но знаете, да не бидне нешто друго. Треба да се размисли. Што има тука да се мисли, му велам јас, оженете се и толку. И тој не ја просеше. Постојано одложуваше, така што им стодеа и на жената на директорот, и на сите наши дами. Постојано ги премеруваше сите задолженија и одговорноста што му предстојат, меѓутоа скоро секој ден шеташе со Варењка, може би си мислел дека така и треба да се прави во неговата положба, и доаѓаше кај мене да си позборува за семејниот живот. И по се изгледа, на крајот на краиштата, тој ќе ја запросеше и ќе склучеше еден од непотребните и глупави бракови какви што се склучуваат илјадници кај нас од здодевност и од тоа што нема што да се прави, доколку не настана колосален скандал. Треба да се напомене дека братина Варењка, Коваленко, го замрази Беликов уште од првиот ден кога го запозна и не можеше да го трпи. Сега слушајте што се случи потоа. Некој си немирко нацрта карикатура. Си оди Беликов во калјачи, со засукани панталони, со чадор, а под рака Варењка. Подолу напишано "Вљубен Анхропос". Изразот знаете, фатен неверојатно. Најверојатно уметникот си ја работел долго и сите професори од машката и женската гимназија, наставници од богословијата, чиновниците добија по еден примерот. Доби и Беликов. Карикатурата остави на него многу тежок впечаток. Излегуваме заедно од дома, тоа беше на 1. мај, недела, и сите ние, наставниците и гимназијалците, бевме договорени да се собереме во гимназијата и потоа заедно пеш да одиме во Горичката во приградието. Излегуваме ние, а тој зелен, поцрн од облак. Колку лоши и зли луѓе постојат, вели тој, и усмите му затрепереа. Мене дури ми падна жал за него. Одиме така и одеднаш, можете да си замислите, Коваленко качен на велосипед, а зад него Варењка исто така на велосипед, црвена, заморена, но весела, радосна. Ние, вреска таа, одиме напред. Толку е убаво времето, толку е убаво, тоа е просто ужас. И исчезнаа обајцата. Беликов од зелен стана бел, се скамени. Застана и ме погледна. Што е ова, праша тој? Да не ме лаже видот. Зарем е пристојно наставници и жени да возат велосипед? Што има тука непристојно, реков јас.
Нека име на здравје возењето. Па како може, викна тој, зачуден од моето спокојство. Што зборувате? Тој беше толку поразен, што не сакаше да продолжи понатаму и се врати дома. Следниот ден, тој цело време ги триеше рацете и трепереше и по лицето му се гледаше дека не му е добро. И од часови замина, што му се случи за прв пат во животот. Не ни ручаше, а приквечер се облече потопло, иако времето беше летно, и се одвлечка кај Коваленко. Варенка не беше дома, го најде само брати. Седнете, ве молам, рече ладно Коваленко и ги собра ведите. Лицето му беше поспано, тој туку-што дремнал по ручекот и беше многу нерасположен. Беликов поседе молкум 10 минути и почна. Јас одам на работа, а вие туку-што започнавте и сметам дека сум должен, како постар другар, да ве предупредам. Вие возите велосипед, а таквата забава е сосема неприлична за воспитувач на младината. Зошто? Праша Коваленко со бас. Зарем треба да се објаснува, Михаил Савич? Зар не ви е јасно? Ако наставниците возат велосипед, тогаш што им останува на учениците? Им преостанува да одат наглава. И штом тоа не е дозволено со наредба, тогаш значи дека не смее. Вчера бев ужаснат. Кога ја видов сестра ви, ми се смати пред очи. Жена или девојка на велосипед, па тоа е страшно. Што всушност сакате? Само едно сакам, Михаил Савич, да ве предупредам. Вие сте млад човек и днината е пред вас. Треба да се однесувате многу внимателно, а вие го нарушувате редот. Ах, како го нарушувате? Се шетате со везена кошула, на улица постојано одите со некакви книги, а сега уште и со велосипед. Директорот ќе дознае дека вие и сестра ви се возите со велосипед, а потоа ќе дојде до окружниот инспектор. Што има полошо? Тоа што јас и сестра ми возиме велосипед не треба никого да засега, рече Коваленко и поцрвене. А кој ќе се дрзне да се меша во моите домашни и семејни работи, ќе го испратам по ѓаволите. Беликов пребледе и стана. Ако зборувате со мене на таков тон, тогаш не можам да продолжам, рече тој. И ве молам, во мое присуство никогаш така да не се изразувате за началниците. Кон властите треба да се однесувате со почит. Зарем реков нешто лошо за власта, праша Коваленко, гледајќи го злобно. Ве молам, оставете ме намира. Јас сум чесен човек и со господин како вас не сакам да разговарам. Не ги сакам кодошите. Беликов нервозно се шеткаше и почна брзо да се облекува со израз на ужас на лицето. Тој прв пат во животот слуша такви грубости. Можете да зборувате што сакате, рече тој, излегувајќи од пред собјето кон скалите. Треба само да ве предупредам. Може би некој го слушал нашиот разговор и за да не го протолкува погрешно и за да не бидне друго, ќе морам да му ја реферирам содржината на нашиот разговор на директорот во главни црти. Морам да го сторам тоа. Мораш? Оди, реферирај му. Коваленко го фати одзади за јаката и го турна, а Беликов почна да се тркала по скалите, удирајќи со калјачите. Скалите беа високи, стрмни, но тој успешно се дотркала додолу. Стана и се фати за носот за да види дали му се читави очилата. Но, додека тој се тркалаше по скалите, влегуваше Варенка со уште две дами. Тие стоја долу и гледаа. А тоа за Беликов беше пострашно од што и да е друго. Подобро да си го скрши вратот, двете нозе, отколку да стане предмет на подсмевање. Сега ќе дознае сиот град, ќе дојде до директорот, до окружниот инспектор. Ах, само да не бидне нешто друго. Ќе нацртаат нова карикатура и се ќе заврши со отказ од работа. Кога стана, Варенка го препозна и гледајќи во неговото смешно лице, извалканото палто, калјачите,
Не знаејќи што се случило, мислејќи дека тој сам ненадејно паднал, не можеше да се воздржи и гласно се изнасмеа. Со тоа гласно и силно ха-ха-ха се заврши. И сватовството, и постоењето на Беликов. Тој повеќе не слушаше што зборува Варенка и ништо не гледаше. Кога се врати дома, тој најпрво го тргна портретот, а потоа легна и никогаш повеќе не стана. По 3 дена, кај мене дојде Афанасий и ме праша дали да повика лекар, зашто нешто се случува со господинот. Отидов кај Беликов. Тој лежеше зад завесата од креветот, покриен со ќебе и молчи. Ако го прашаш нешто, одговара само со да и со не и ништо повеќе. Лежи тој, а покрај него шета Афанасий, мрачен, намуртен и тешко издишува, а смрди на ракија како крчма. По 1 месец Беликов умре. Го погребавме сите ние, тоест и двете гимназии и богословијата. Сега, кога тој лежеше во ковчегот, изразот на лицето му беше кроток, пријатен, дури и весел, како да беше радосен што на крајот го ставиле во футрола од која повеќе никогаш нема да излезе. Да, тој го постигна својот идеал. И како во негова чест, додека го погребувавме, времето беше тмурно, дождливо и сите бевме во калјачи и со чадори. И Варенка беше на погребот. Па кога го спуштаа ковчегот во гробот, таа списка. Тогаш забележав дека украинките или плачат, или се кикотат, кај нив не постои средно расположение. Да си признаам дека да погребуваш луѓе како Беликов е големо задоволство. Кога се враќавме од гробиштата, сите имавме скромни и посни физиономии. Никој не сакаше да го покаже тоа чувство на задоволство, чувство слично на она што сме го имале како деца кога постарите излегуваа од дома и ние трчавме по градината час-два, насладувајќи се на целата слобода. Ах, слобода, слобода! Дури алузија, дури и слаба надеж на нејзината возможност и дава крилја на душата, нели? Од гробишта се вративме добро расположени. Но не помина ниту една недела и животот почна да тече како и порано, истиот, суров, заморен, ограничен, живот што не е забранет со наредба, ама и не сосема дозволен. Не стана подобро. И навистина, Беликов го закопавме, ама уште колку такви луѓе останаа и уште колку ќе ги има. Е така е, рече Иван Иванич и го запали лулето. Уште колку ќе ги има, повтори Буркин. Е, така е, повтори Иван Иванич. А зар тоа, што ние живееме во град, во задушливост, во теснотија, пишуваме непотребни харти, играме винт, зар тоа не е футрола? А тоа што целиот живот го помилуваме меѓу безделници, луѓе што сакаат да судат, глупави, жени безделнички, зборуваме и слушаме разни глупости, зар тоа не е футрола? Ако сакате, ќе ви раскажам една многу поучна приказна. Не, време е за спиење, рече Буркин. До гледање. Двајцата влегоа во плевната и легнаа на сеното. И двајцата се покрија и задремаа, кога одеднаш се зачуја лесни чекори. Туп-туп. Некој одеше недалеку од плевната. Ќе пооди малку, па ќе запре. Па по 1 минута повторно. Туп-туп. Кучињата заоржеа. Мавра шета, рече Буркин. Чекорите престанаа. Да гледаш и да слушаш како лажат, рече Иван Иванич, свртувајќи се на другата страна. И те нарекуваат будала зашто ја трпиш таа лага. Поднесуваш навреди, понижувања. Не смееш отворено да изјавиш дека си на страната на честните, слободни луѓе. И самиот лажеш, да, се насмевнуваш и сето тоа за парче леп, за топло капче, поради некој си чин на кој цената му е 1 грош,
Не, така повеќе не може да се живее. А сега, вие од друга опера, Иван Иванич, рече наставникот, ајде да спиеме. По 10 минути Буркин веќе спиеше, а Иван Иванич цело време се превртуваше и воздивнуваше. А потоа стана, излезе надвор и седнувајќи крај вратата, си го запали лулето.